Здраво, другари, здраво, криптореволуција. Многу се шокирани, многу се изненадени и има и доста и задоволни. Значи, ја како што кажував, 12 години сум у крипто, од кои 10 години сум дигитално достапен со информации, многу уништени групи, YouTube канали и чуда. Од мистерии групата дека почнав и денеска, конечно го имам и лудио вебсайт кој што сум го сонувал да го имам толку години. Уште ќе се унапреде чудото. И имате чудо од информации Translate. Brave треба да си го правам. Имате веќе Translate, имате на македонски, српски и на бугарски. Доста од Срби од Бугарија сакат да читат и гледате, имате информации, дран. Значи, како идеја, ќе си го разгледате. Имате и за забава, треба да ја само средам. Значи, интересни таму информации и сликички да се стават, али како идеја, двата вебсайти за кои од секој што сум сонувал вики ги имам и ќе се надоградуват и ќе се направат чуда. Ово е тоа видео, многу луѓе, погледнете луѓе, брат. Видеото е 4 минути. Ово е ремек делото, бизи на времето што го направи. Пред 3 години го има 2000 луѓе гледано и не мрда. И знам си, кој ќе ти пишат 2-3000 луѓе, брат, де кажи ми нешто за Cardano. 4 минути е видеото, другари. Здраво на сите. Денес ќе се потрудам да опишем што е Cardano. 4 минути е видеото, другари. На вебсајтот го имате, кој ќе ми рече, брат, најди ми го видеото, дека е, брат. Значи, мрзи ги луѓето да искролат, човече. Замислете си луѓе и лјадници луѓе да ти пишуват, мрзи ги да земат, да скролат. Брат, и замисли си, станува, или чул нешто за Cardano, нов ли е у крипто и кој ќе ти пише, другар, дека да го најдам тоа видео. Другари, на Марс го нема. На Кафе Шема го нема. Значи, еве го, скрол, еве го, брат. Значи, замислете си, знаеш, кој ќе ми рече некој, брат, еви на Славчо е направил тука, и за биткоин има јако, и за Стар Атлас има, и тука има Вовет што се вика да се треба само од Infomax да се стави, чекам Славе да го направи, да го стави од Infomax што бев гостин. Значи, другари, кажи го, имам стотици пораки од луѓе кои што ми праќат принт скрин и информации за членови кои што, замислете си, беа првите кавгаджии по групите и по другите и у моите, дека биткоин е глупост, крипто е глупост, етериум, Cardano е глупост, или од како па купија они од тие коини, па после почнаа тамо да одат на други канали дека ги лажат, дај толку пари, ќе направиме оволку пари, па откако ќе ги соберат парите, ќе доваѓат на мене и на Славчо да кукат, брата без заглавиме како да си ги врнеме парите. И замисли си, јас 10 години седам на пораки, а најактивно, од пред 10 години немаше толку многу луѓе, разбираш, беше мала група. Али у последните 3-4 години, брат, луда група на луѓе од кои што не бомбандират, исто и Славе е ангажиран, и Бојан преходно. Значи, седевме луѓе, одговаравме на повици, на пораки. И сега има вебсайт, никој не ни го споделува вебсајто, никој не ја споделува групата, нема лайк, нема да споделат. Тоа не е лајко ние дека правиме нешто пари, брат. Тоа е лајко, значи Facebook го гледа дека има интерес и го споделува и други македонци да го видат. Па и балканци што ги имате у пријатели, па дури и странци. Значи, замислете си некој да ви дава, да не ја филозофирам, 12 години е било првите, тие 2 години е било усно, нели? Кажи го, другите 10 е било и дигитално со канали, 4 години па уште повеќе посветено. Нели, претходно не сум можел толку многу затоа што сум одил у Америка на работа од сабајле до вечер.
И замислете си, луѓе, сега се појавуват некои карактери, експерти за крипто, наплаќат по $50, по $100, по $200, па дај ќе купиме ово, ќе направиме пари. Луѓе, бул маркет. Шо е да купите се, гледате се оде нагоре. Шиткоин да купите се оде нагоре. Луѓе, не се лажете да дремете кај луѓе што наплаќат по $50 за на твит, посебно на Инстаграм, сигнали. Какви се бе тие луѓе сигнали, брат? Одеке ги имат они тие сигнали, брат? Луѓе, многу луѓе упораки ми пишуваат дека се заглавиле, страшни пари, да, на почеток се фанали нешто, не се фанали дека оние знаат за сигнали. Тоа е, луѓе, гледате, ние сме у фазата на таа година кога се живо лита нагоре надоле. И луѓе, не е финтата вие да си играете комар на такви канали да давате пари и после тоа изгубите чудо од пари, па дури и ве терат да дремете на тие нивни Дискорд канали, дека ви праќат линкови, па после ви хакнат, па после ај Слави и Даниел, брат, можете ли да ги врнете парите? Па ние, па брат, ја и Слави треба од Binance да земат да ни дадат медал. Медал. Па ние имаме повеќе одговорено на македонци отколку customer support, брат. Македонците имат проблем со Binance нешто заглавиле, македонците имат проблем со било шо, македонците прво на нас праќат порака. Брат, пратили на customer порака? Не. Другари, брат, ја да седам у Америката и на вас, место да ме прашате шо да купам, вие сами си купувате и после ми викате, брата, бе, добар ли овај коин? А ја имам YouTube канал кој што кажувам шо да се купе, брат. Изборам 30% биткоин, 30% етериум и 30% кардано, еве никој не умрел, не загинал, ако по 30% купувал. И овај ми вика, брата, бе, ја купив за $20,000 на $3 кардано. Купили биткоин? Не. Купили етериум? Не. Купили за 10% што кажувам другите? Не. Бе, ке чекаш, брат. Ке чекаш да стигне на $3. Ама на мене ми требаат парите. Брат, убаво пишува. 3 години bear market, 1 година bull market. Така ли? Другари, биткоин беше $18,000. Па по 30% да купувате, и како идовте на загуба, бе, другари? Биткоин колку беше падал? 1000 и нешто. И како бе, брат, идовте у загуба, бе, брат? Кардано беше 18 центи, 23. Значи по 30% ако сте купувале. Како идовте, бе? И јас, да, бе, брат, ти тоа кажуваш, ама ја на други канали видов. Ама ти на други канали си видел, само не ти, туку вие и лядниците на други канали сте виделе дека сте платиле, собрале ви ги парите, купувале сте таму чудни некои работи, ја којни купувале што ја никош не сам чул за нив. Замислете си. Милиони ги има тие. И купувале, не направиле пари, изгубиле и ми вика, брат, дај оправајте ме со Славе, ке частам. Шо ке частеш, бе, брат? Шо ке частеш, брат? И ние дремеме како будали, братче, трудиме се. После 10 луѓе ти кажат, брат, тај седне на кафе, кажува он за биткоин, он кажува за... Не вика, има вебсайт, идете да се информирате, има YouTube канал, идете кај Славе, кај Бојан, кај Даниел да се информирате. Идете, има криптореволуција на Facebook, идете да се информирате. Има мистерии страната, исто, не страна, мистерии на веб страната нема уште информација за крипто, ама има, да речеме, има криптогрупа мистерии, која што, кажи го, чек само да видам, нешто ми сецкаше, чисто проверив нем да ми се изгасе. Значи, имате мистерии, заговори, нело феномени, другари. Па тука да разлистате со сигурност ќе најдете информации за, кажи го, за крипто, што не е онадувано. 1500 го видели посто, 93 лайк ставиле и 1500 ти пишале пораки. Браво, братче, ние сме поддршка. Брат, лайк и тоа ќе се појави повеќе на повеќе. Че јако викам дигитално неписмено, они се луд. Голема работа ако ти ставиме лайк. Другари, вие не правиме пари од Фейсбуку, вие ставате лайк и фактички Фейсбуку форсира го ово видео и таа група да се појавува кај другите, бе, брат. Што е тоа филозофијата тука? И тука може да најдете информации за крипто и за чуда за тие што плука. Ние дојдеме до рето, Македонија луѓе наплаќат луди пари за крипто, значи по $50, по $100, по $200, по $300, немат крипто академија, туку некои си смешни там YouTube канали, на Instagram почесто се,
од луѓето кои што се жалат и на Телеграм. Ја не може да ви ги другари натискам тие линкови да ви ги проверувам на Телеграм кои ви се тие луѓе. Па како успеавте, значи на мојот канал ако сте биле, секогаш прво што викам, луѓе, немој да дремете на Телеграм, на Вибер и на Дискорд. Овие брачи сите што се хакнали за по $1000, за по $10,000, за по $5,000, за $3,000, 50 му земале, по уште 100 му земале, сите се хакнани, сите се излажени на некакви си таму Телеграм, Телеграм, Дискорд и на Вибер. И како бе брат, ви имате бесплатна група, имате YouTube канал, кажи го, бесплатен, значи не ви се наплаќа ни subscribe, ни ништо, вие одете, брат, на такви канали. Да ви стави некој subscribe, значи пази, мене ме молат 1000 луѓе, брат, стај subscribe. Значи луѓето, брат, се, како ќе му дојде? Значи даваш и бесплатни информации, не ги интересира. Другите канали наплатуват за subscribe, сите одат тамука, уклучуват и се лайв чат и овие сакат да донират. Они не дека нешто слушат, еве има македонски канали, не дека они нешто слушат, дека овај нешто и кажува корисно на тај YouTube канал. Они сакат, брат, у чат да се зајадат. Јас за тоа не сум пуштал лайв видео, затоа што ја треба да занимавам, у чату се карат, брат, плукат се за политика и за друго сасвим отидат таму. И сакат да донират $5, $10, $20 да бидат видени. Разбираш? Кој менталитет ти имаш? Бесплатен YouTube канал, а овие одат кажи го на оние канали и има добри канали да речеме да слушат за кога и се објаснува за Биткоин, Етериум, Cardano, за технологија кои се објаснува, они братче се чудат кој повеќе да донира у чату за да бидат видени. А после доваѓат истите тие, доваѓат кај мене у пораки да кукат, брат, абе ја на тај канал купив тоа, шо биде. И па брат, значи вие сте subscribe и плаќате на тај канал, у чат донирате, уидели сте загуба, ама на мене у порака ми праќате, абе брат, ја уидов у загуба. Брат, вие брат да земе ја и Славчо да ги покажеме пораките. Што ќе биде 5 сезони најќо, кажи го, документарен филм, во серијал. 5 сезони серијал. Ке има од лудостите на македонецо како одил да лупа парите, а дојдел да праша за овие. И кога ќе му отвориш истиот, никош лайк не ставил, никош не дадел никаква овакво, нели у групата може да се провери, нема никаква статистика дека он нешто принесел за групата, ниту пишал коментар, ниту нешто споделил. Другари, јас завршувам со Америка. Како што гледате, Трамчо депортира се живо. Значи гледај, за возачка за луѓе што се, и ако го поддржам ово, лайк сум ставил. Значи за пијан да си ќе бидат депортирани. Значи ќе има страшни депортации, и легални и нелегални. Јас сум легален дојден и мојот статус више не се знае. Затоа не планирам да учествувам у драмата, ниту планирам да се женам и да земам 17 вакцини. Значи јас сум, брат, имам мистерии, најстарата група у Македонија, замислете си ја да земам сега да онадам. Бил сум некош сум имал, викам, чекај ке нели да улезам у процедура, да земам работна дозвола и социјален, разбираш ли? Ама ако ќе дојде до тоа да ме вакцинират, едноставно се откажувам. Ама не може. Не може да улегнеш у процедура да земеш работна дозвола и ID, да речеме, и кажи го и работна дозвола, кажи го, чекај додека брмлям да врте барем ово, не ми текна. Оно после ќе го прочитам. Значи додека да улезам у ово, кажи го, у процедура, да речеме, и да добијам работна дозвола и социјален, да имам достап до берзите, од сите берзи што ме тргнаа, од повеќето банки ме тргат, и да земам, да се откажам кога ќе дојде до вакцините. Ама нема туку оваа држава, ти треба да собереш документација за 3 месеци, да ги даваш на тај имиграционен адвокат и замисли си да те набутат 17 вакцини. Па други ми викат, брат, ама тук ќе земеш 6, ама брат, у Македонија среди да ти онадават ово, тук ќе земеш 3, ово. И че и ние лотарили си играм. Јас сум 40 година, за ако сакам да седам во Америка, како што 200 години се седело, така ли не е мало проблем. И сега ја треба да земам да се наклюкам вакцини, сум антиваксер, да се наклюкам вакцини, за да ово, кажи го, за да
седам тука. Значи нема што да седам. Јас сум еден од најголемите поддржувачи на Трамп и го поддржувам. Тоа е Америка, брат. Сака да прават, така прават. Ја едноставно ја напуштам и си доваѓам у Македонија, така ли? Ама у Македонија, другари, еве имате криптореволуција. До сега 98 беа само еден се откажал, не знам што е дечкото, ако гледал коментари да пише дали многу излават. Намаливме ги објавите. Значи многу луѓе се пожалија дека многу излават, некои луѓе па сакат, гласаа повише мнозинството да бидат објавите. Само еден се им откажан до сега, ама еве, ја имам скоро 10.000 на овоа, кажи го на криптогрупата. Дека се би тие брат 10.000. Значи по цел ден гледат, можем да ги видам, лајкови стават на голи типки, лајкови стават на разголени видеа. Кај мене у групата кај мене на криптореволуција на Инстаграм нема фалоу, разбираш ли? А се главни на Инстаграм ми пишуваат пораки, филозофија за информации. Брат, тоа нели е себично? Значи, вие седете на голи женски на Инстаграм, тоа е окей, тие голи женски не ви ни пишуваат, разбираш, не сметат за живите, ама кај мене у Инстаграм ми пишуваат и илјадници пораки, а 97 следбеници. Така ли? Нем Даниел и Славчо да качат следбеници, па нем да ударат некоја реклама, нем да земат некоја пара. Другари, таа себичност ки дојде на крај. Ја више не сум у Америка, да речем ако криптото падне да идам да земам $21 на час, дури 33 можем да земам на час. Сега треба, другари, тука да имаш документација. Јас си доваѓам у Македонија. Сигурно нема да трошам од моите пари и време веќе да филозофирам у пораки. Имате бесплатен вебсайт и ќе си остане тај вебсайт со стотици информации преведени човече на македонски. Брат, 30 луѓе ми пишаа, не знаат транслейт да се пуштат, бе, брат. Транслейт не може да се пуштат, иако сум бил натиснеш го видеото, избереш еве на македонски, еве гледај, брат, колку не знам, брат. Внимание ли си тражат, например, некои луѓе, стварно не знам, брат. Еве, натискаш на македонски и што е тука филозофијата, брат, да најдеш некој преходно видео отколку да ми пишат порака. И еве, почнува и дора ово не, многу е кратко, еве почнува и да натиснете треба тука за да го активирате, нели? Вие можете и падачите, ама да го активирате, тука треба да натиснете, да го активирате, нели, кога ќе дума овај да оде на надоле. Разбираш? Да си оде преводо на надоле, гледаш. И дури може да враќате напред назад и да прочитате нешто. Па брат, сега може да на вас ви е досадно, може да сакате внимание, ама брат, 30 луѓе денок ми пишете, брат, како се пушиш превод? Абе брат, тоа видеото го нема. Другари, видеата кога ќе се појават на страната, после тоа исчезнуваат. Не може серверот да ги помне сите. Преведува ги, овај тип ако стае нови видеа, гледате имате од него да ги разлистате и после тоа исчезнува видеото. Исто и за мистерии групата. Значи појавува се видеото, ако тие објават видео, натам ќе купиме повеќе сервери да видиме колку ќе зачуват видеа, ама тие видеа, другари, еве транслейт, другари, мистерии не, знаеш колку постари луѓе има што не знаат англиски и се сакале да седат на мистерии. Еве сега имат, еве ви статистики ќе покажеме, другари. Еве, 1600 беа активни денеска, сега 1400 нели ноќта е веќе. Кажи го, души у Америка више спијат, Америка се најактивните, еве паднало е, беа 850 да речеме. Значи ја направив вебсайт на македонски, брат, од Америка повише седат, Македонија гледаш Ирска одела, ја не знам стварно тие у Ирска од дека искочија толку македонци, еве од Ирска повеќе гледат и од Америка, отколку македонците за кои направим вебсайт со превод, брат. Еве го и другиот. Дора таа е нов ептен. И сега се активира, беа 480, сега се 387, тука е окей. Еве, Македонија е прва, Америка е после, разбираш. Америка стварно немат време сега да гледат и мистерија, овие се хардкор, луѓето баш сакам да ги запознавам кои се. Нека споделуваат на Facebook, нека нели ќе има и награди у Bull Market, да споделуваат на Facebook вебсајтовите и на Instagram. Ќе има награди, нека си прават print screen доказ, ќе има награди, брат. Bull Market-у, направени два вебсайти кои што раснат и сега македонците, брат, една мала бројка. Мен се ми пишале 30.000, брат, од кои 10.000 се само последните неколку години. 1400, брат. На другите такво дека плаќат, дека ги изгоруват, разбираш, окей. Еве другари, пишал сум, еве ќе ви прочитам. Кога никој не веруваше у биткоин и крипто.
Јас се трудев да ја изнесам вистината у јавноста од сектор теорија на заговор беше, а бев и смејуван цели 12 години. Чиплукаме по групи, ако се сеќавате, пријавувам ја групата. Денеска некои луѓе имат YouTube канали, а преходно ми пријавува и коментари, и плука, и се смеја, викал сум биткоин, етериум и кардано. И по другари, ние тие што купиме по 30% од сите, че не сме умреле, брат. Не сме умреле. А овие тие што испокупија само гала, изчуреа. Еве ќе ви правам, гледај, еве да правим аналитика. Погледнете, другари, кој ми е пишал на гала. Чекай рефреш да направам. Погледнете, еден од креаторите на гала ми пишал, брат. Замисли се, оти ме знае, брат. Значи, ја напишав ово, па гледаш, не може да го коригирам, дека беше, може бе. A couple things you can... What? Да ме зезе, брат. Тука времето сакав да напишам, ама викам, оваа војна е страшна и јас сум вложил и чекам чудо, посебно гейминг со тенковите, многу јако беше Spider Tanks, и викам, оваа драма е страшна за еден од најголемите проекти на времето, брат. Проект многу јак беше и многу македонци не ме слуша кога ги викав Bitcoin 30%, Ethereum 30%, Cardano 30%, 10% гала. Оставете луѓе јас да купам проектите, ја да ризикувам, не вие. Се он накупил гала и ми вика, брат, изгореме. Брат, Discard. Еден од креаторите, брат. Виж, вика, посакувам да ти дадев добри вести за сео тоа, вика, и јас сакам да видам успех и јас сум фрустриран како работите одат. И чекај, пишале come check out some of the other stuff I'm working on it. Also, if you have run you can claim a free note. Че да им даде оригиналниот профил ова. Мале, овај го следеа луѓе, луда бројка. Луда бројка го следеа овај. Луда бројка го следеа и избегала во Тајланд. Луда бројка го следеа. Ово више ми е тука, гледаш, типо одговара, а уствари гледаш, продолжува со нови глупости. Не го е завршил проекто, продолжува со, шо да ви кажам, одговара фактички, таман ќе го пофалев, алал да му е, знаеш, одговорил, продолжува да рекламира други работи. Абе, брат, концентрири се на ово чудо, брат. На гала, толку многу луѓе се уложиле, разбираш. Гледаш, шо му викам, фала за пораката, имам баги овај проект и многу македонски геймери имат, да се надејам на добри вести и на bull market, он гледаш шо прави, брат. Тоа е проблемот. Значи, гала, јас ви кажав и преходно. Едва чекам да се врне, колку се врне излаа ми, никош више браче нула му, колку сака големи проекти се. Последниот проект е улегнал со Стар Атлас и тоа е тоа, другари. Да не филозофирам, Стар Атлас ке има ово, може и у Стар Атлас ке биде исто како гала лошо, ама брат, у Стар Атлас, јас зашо ви викам, луѓе купете си од токено, ама не купувајте бродовите. И истото го зборев, луѓе не купувајте од земја, ленд и чуда. Не купувајте NFT за Spider Tanks и за другите кои беа како беше, Spider Tanks го имав и со зомбите. Забрив како беше. И ќе гледам да си извадам од гомната, ама сум уложил у други проекти. И не е толку страшно. А некои луѓе купиле all-in, братче, all-in, ваша грешка. Кај мене не сум никош кажал купете all-in. Верувам у овоа, исто, нели, осеќам нешто. Гала беше многу добар проект, ама двајца го правеа, брат. И двајцата после извади очите. Така да, тоа е тоа. Што сакав да кажам, значи,
Гледаш што бев напишал, вика денес гледам други канали се фала дека откриле топлата вода за крипто. Значи канали кои што плукале и онодувале. Луѓе не е тука кој е прв објавил. И ја не сум прв нели у ово. Видел сам од кажи го, молиле ме дури пред 14 години ме молиле да ја давам World of Warcraft кажи го карактерот за да ми дадат биткоин там кинези, азијати, не сум верувал. Ни после сум проучил и сум се освестил. Ама македонци ми филозофират сега, наплаќат луди пари, брат, и ми плукат на секаде, брат, мене, брат, и никош не се ме спомнале на канал, да речеме. Не се ме спомнале, разбираш, на канал. Зборам не за Иван Ивановски да си мислите, значи зборам за стрикно крипто. Иван си е Wall Street, брат. Сега плюс дали кажува за крипто си е негов избор, ама за он е Wall Street и наплаќа, ама учи, да речеме, и не се пожел никој да нема профит, разбираш? Сега колку е скапо, тоа си е нели не Иван работата, нема да улавам тоа. Ама зборам за крипто, значи не некој да изврте да мисли дека зборам за Иван. Значи зборам за крипто јутубери и крипто на Инстаграм и крипто на Телеграм и кои си тие матни фаци. Немат ни слика, ни име, ни ништо. Разбираш? И овие упаѓат кај нив. И каналите исчезнуват, земат и парите, исчезне. Луѓе тоа може и да не се македонци. Може и да не се македонци. Са некои канали ај немат добар транслейт, ај да речеме, не се македонци, ама другите, нели да речеме, 50-50, ај да не филозофирам. Некои викат знаат ги, ако ги знаете, луѓе тужете ги. Тужете ги, брат. Ама шо ќе изјам? Тоа што ви земале они. Значи, и како сум пишал, pump and dump и прават, но лажните приказни како некој сварил што е биткоин па е крадано и крипто се смешни во Македонија, никој нема објава од пред 12 години, штето што не ми излегуваат објави од порано. Понапред ми имат излавано кој е видел, може да потврди у коментар. Да се ја кажуваат вистината за народот да дојде до значи што ме нервира, значи кога ќе седнат на кафе, значи зборот со истите членови што се кај мене у крипто револуција у групата, они кажуваат како филм, значи сами си креират лаги, сами си веруваат како они го откриле случајно биткоин, посебно па кога ќе они како тајно случајно го откриле Кардано, па како они копале пред 200 години, че дај да видиме бе другари. Ама не си ти прв не си прв ти милионер, не па ајде бе луѓе, дека се тие луѓе да ги видиме, брат. Од кои се кријат? Легално е биткоин легален е биткоин у Македонија и крипто. Ајде ги видиме кои се тие луѓе што се копали. Не викам дека ги нема, има ги. И ја лично познавам неколку. Има ги. Едениот дури ви кажав на мој цимер у Мајами, на Саут Бич кога живеевме, брат му прати еден цел биткоин за овај му фалеше пола од рентата да си ја плате. Рентата мислам пола, рентата ни беше $1200. Студио рентаме тогава у Америка кога се преселивме и фактички $600 мислам дека беше биткоин еден, ако не се лажам. Тоа е пред тоа е, или не се сеќавам, можда не е мој пратил еден биткоин, можда му прати биткоин у вредност од $600 и он го смени за мислете си у криптоминувачница у Мајами. Истата минувачница у старите видеа и слики, јас што сум седел до неја кога сум слетал до Америка, значи $1200, он му прати биткоин, овај го смени за $600. Замислете си, тоа е пред цели 10 години. 9 или 10 години. Така нешто. Му има мој цимер е првиот македонец у Мајами што е сменил, замислете си, поздрав до Владко, близнак од Скопје, има платено, може повеќето го знаете, многу јак фаца, има платено у биткоин, има сменено крипто за да плате апартман у Мајами. Значи не постои друг македонец што е платил такво нешто. Ја тогава браче немаше шанса да плаќам, да си го трошам биткоинот. Тоа беше за мене суво злато и ден денеска е. Ама сакам да кажам, седат приказни измислуваат како они го неделе Кардано. Ало бе луѓе. Абе, ај за биткоин виделе некои постари, разбираш, најделе да копат или пробали или нешто. Ама да веруваат у биткоин. Таква, пратете ми да видам пред 12 години или пред 14 да видам објава како вие сте напишале дека вие верувате у биткоин. Вие едно е да сте го најделе биткоин там на Dark Web и сте почнале да копате за да направите пари у кои што вие ништо не сте верувале, е една работа. Најделе сте да копате на брзинка Ethereum за да направите профит, е друга работа, а вие да имате
дека 100% кажувате како сектор теорија на заговор, дека биткоин денеска ќе биде тоа што е и Ethereum и Cardano крипто, нема таков македонец, другари. И кој ќе ми пишат, брат, порака, брат, не си ти правил. Пишат ми и на групата, пишат ми и приватни пораки, па пробат и да ми звонат, брат, он имал инсайдерски информации. Луѓе, нема ги тие луѓе јавно да се речели луѓе, ние знаеме, осеќаме преку крипто, преку теорија на заговор дека биткоин и крипто ќе бидат многу големата работа. Дај купете. Еве еден од камионџиите беше пишал дека он е сведок. Кај мене се доаѓале луѓе минимум 10 камионџии кои што сум ми кажал пред цели 10-11 години, минимум 10 луѓе можам да ве направам милионери. Јас сум, секој ќе рече некој што сам не се направил милионери. Другари, ја дојдов без документи во оваа држава. У Мајами не можеше да се работи без документација и тугај. Сега се префрлив да речеме Sanctuary City у Сиетл и тука го забранија се и тука више не може да се работи ако не се амерички граѓанин. У Мајами не можеше, брат. Јас сум првиот македонец што е работил, братче, за италијани на рака да го плаќат. Разбирате ли? На рака да го плаќат. Јас си кажувам, брате, на рака и сум си платил данок на тоа што сум работил на рака и втори пат кога го пробав да платам, дури ќе ми спаде од работа. Што не ќе да ми дадат името од компанијата. Па не се сеќавам што бев пишал. И кој ќе ми речат, брат, ти што не си станал милионер тугај? Другари, камионџиите зима по 70, по 150 долари. Најдобрите што ги познавав по 200 долари зима на година пари. И кој пола од тие се, и јас сум ми кажал која е најпрофитабилната работа од тука. И сите има пари и никој не ќе да даде пари. Никој не ќе да даде пари и не сум, јас сум па милионер. Они не се. Они уште го возат камиона, брат. Некој дел од нив сега оваа година бул маркетот ќе бидат и милионери. Со сигурност имат многу Cardano, имат и биткоин, имат и Ethereum, имат и Star Atlas, ќе бидат милионери. Финтата е може братче пред цели 10 години да бидат милионери. Тоа е криптоакадемијата што ја планирам. Криптоакадемијата, другари, нема да биде со некои луди суми на пари. Криптоакадемијата ќе биде со тоа, еве да пуштам тука да врте па каже го во да не е тај текст. Криптоакадемијата, другари, ќе биде со тоа да, чекај. Другари, гледајте, 2017 е сликано. Нека е плюс-минус неколку месеци уназад. Значи, може да е и 2016, не се сеќавам. Значи, 2016 од тие графички не се стигнале така, каже го, толку брзо. Тука па видеото е многу јако, ама па ја видеото па не сам го постирал. Има, не можам да го најдам сега. Ќе го постирам после. Да ме подсетите да го постирам. Значи, луѓе, мојот цимер, значи, не ми дадел дозвол да го кажам кој е, ама мојот цимер, не се сеќавам да не беше, јаднаш кога бев кажувал, многу јака фаца, брат, многу ми е криво овај дечко што не беше у Македонија, брат. Замислете си овај дечко, јас сум го филозофирал тоа да беше у Македонија, брат. Значи, не амерички конгресмени да му звонат, брат, што е тоа чудо, да ја ти го купиме. Еве тука на во малото мониторче, другари, он копаше Ethereum, BNB токени му дава, сите токени му дава на Ethereum мрежата му дава, rewards му дава од различни токени, брат. Што можеше да биде милиардер. Милиардер можеше да биде. Ама требаше да биде у Македонија и требаше државата да му даде поддршка. Не може, брат, што он сега да улогува чудо пари, разбираш, Бојан, да ризикува. Сепак има фамилија. Тука имаше коини, токени кои што, брат, на по 5000 долари милионски суми. Милионски суми. Значи, што да ви кажам, брат, пред 5 години, пред 6 години, не можам да ги најдам. Имаше и од 2013 имав, од 2012 имав. Ама филозофијата е да се направи, чека го одзимам внимание, да се направи криптоакадемија, која што нема да зима некои таму луди суми на пари, нема да има инсайдерски информации, туку како, братче, тие луѓе што стварно не знаат англиски, стварно, братче, ги мрзи и немат време да пролистат, да видиме цена, која на месец ли ќе е, на година ли ќе е, разбираш, да видиме цена
да видиме цена која е достапна, за прво да си ги врне парите што ги дадел, за да му е бесплатна таа криптоакадемија и да се одучат брат да одат кај тие другите. Оти ја ако продолжам со бесплатно овоа, тие брат упорно одат кај оние што плаќат, губат и после плачат на мене и на Славчо. Другари, другите YouTube канали и веб сајтови и там Instagram и Twitteri и WhatsApp и Viber и Discord немат cyber security. Славчо е cyber security. Значи сигурно познава за технички работи. Славчо знае повеќе за технички работи од мене. Јас сум луѓе аналитичар. Значи мојот мозок ќе најде информација, ќе скопа, ќе ги анализира. Разбираш, утре може ќе ги забравам, ама ќе анализирам што да купам, како да купам и што да направам. Другари, ја не сум ни еднашка хакнат од 12 години. Ни еднашка не сум хакнат. Ни еднашка. За другите не може да кажам, браче, дека не се. Другите имат изгубено и чуда пари и немат покажено портфолио. За зборам за крипто, Иван го има покажено, ама за крипто зборам, другари, немат ги покажено крипто портфолиото. Сега до душе више не е паметно да се покажува, пошто стварно живееме више многу опасни времиња. Криптото иде многу, ама пред тоа браче да ги покажа. И ја може да излегнам проценти, ама оволку многу. Не ги повикам да ги покажуват сега, разбираш. Крипто портфолиото што стварно е лошо, може да си направат проблем. Живееме во опасни времиња, ама претходно дека беа да ги покажат, немаше ги нигде. Значи, криптоакадемијата треба да биде. Тие луѓе што ќе се задоволни да донесат уште повеќе членови и тие луѓе да ги извадеме од гомната со извинение, да не одат по тие ајде кликни тука, ајде направи овоа, ајде прати му $600, па да помене трансакцијата на Binance, па ајде дај ми $10,000, јас сум брокер, ќе ти направам пари. Што ако е брокер, ако знае да направи пари, ќе земе кредит, ќе продаде нешто, па ќе си направи сам пари. Значи да ги друго е овака брат, сега што филозофирам тука при интернет, друго е брат уживо, друга е енергијата брат. Друго е уживо да има таква академија, да си ги врнат парите што ќе ги уложат во академијата, да донесат што повише луѓе, за тие луѓе да ги спасат брат. Да ги спасат од сите овие братче тука 30,000 луѓе брат. И тие финки многу сакам да ги запознавам брат. Тие братче, тие се токав процент хакнати, токав процент имат да натиснеш линк на Discord човече и да ти инсталират програма, а ти си на финки и да ти соберат целиот крипто и понижение е братче да ми звонете на мене. Мислам, за мене е комплимент. Ама другари, ја немам, кажи го, факултет на таа и вие ми пишувате, брат, леле, што ме направија. Почетничка грешка прават. Значи повеќе од финки беа хакнани, од колку обични граѓани бе, човече. И стварно сум шокиран. И сега ден денеска има такви што плаќат тебе такви инсайдерски информации. Абе луѓе, какви се тие инсайдерски информации? Биткоин дека ќе паднал или ќе литнал, или Ethereum или Cardano, брат. За трилиони долари во маркет кап. Кои си тие инсайдерски информации? Од дека ги земат брат тие инсайдерски информации? Како може да се лажете на такви глупости бе, луѓе? Како може да се лажете на такви работи, брат? И после кукате ми упораки. Брат, молам си, имам 2 деца, јави ми се. И на сентиментално стојно јави ми се, брат. Јави ми се 1, јави ми се 20, јави ми се 100. Другари, сега да дојам во Македонија, цела Македонија викавте ки частите. Сега ќе си дојам ја во Македонија, не ми е за честење, да видиме, да делесте збор, така ли? Многу пари сте направили, сакам да ги видам тие портфолио што сте направили многу пари. Јас сум сигурен дека филозофирате кај мене упораките и ми се јавувате, а одите на другите канали, купувате шиткоини. На еден беше ме изнервирал ностоп ми лијеши газ. Викам, ај браче, отвори, ке ти дам $1,000, отвори да видам портфолиото, дали имаш 30% биткоин, дали имаш 30% Ethereum, дали имаш 30% Cardano и дали имаш 10% еве. Тај месец си купил BNB, другиот месец си купил, да речеме, Star Atlas или тебе дури си купил Solana. Отвара ми шиткоини и купено работи кои што го познав и канал кој му е кажал. Викам, другар, што филозофија продаваш? И на загуба. И паго и сфилозофира. Значи он плаќа на другите места, ама кај мен на канал ја му викам, окей, добрите се тие коини, не ги продавај, не паничи, ќе си врнеш кредито. Не ги продаде, направил профит, купил си там не знам кола и шо било, пошто мобето го знаат и неговите другари. Значи, филозофијата е, не сум ја просил на неговите другари да ми кажат, че он оде проси и кажува си ги проблемите на кафе шема, кога ќе му се реше, кажал, Гуги ми, крипто Гуги ми помогна, разбираш, виделе овие дека се оправил и си купил,
Браче, едно фала да не ти напише. Че замислете си, ја моето приватно време, наместо да дреам на плажите, дури ако дреам на плажите, колку души пишете у коментари, брат. Колку души на плажа, ке сум продајајце, ке сум со извинение на уветството сум, со извинение мочал сам у другата рака, војс, брат, пуштам, брат. Да не е загуба на време. И брат, роден ден ми станало, ти повидел сторијата, неке ти честита. Значи, замисли си на некој што му даваш бесплатни информации, неке ти честита роден ден, брат. Еден лайк неке да ти стаја на страната, брат. Еден шер неке да ти споделе. Ама седнале, еве, алална му е на Мандар. Денеска, братче, Мандар собра, еве, да не му го пуштам канало, нели, да не ме блокират од YouTube. Мандар денеска за да покаже женска му собра $500. Мастер, брат. Ја две чекам да го знам Мандар за гейминг секторот, да видиме дали ќе има соработка. Ама Мандар собра $500 за денеска се покаже женска му на YouTube. Брат, секој чест на неговиот канал. Секој чест, тоа е ремек дело. Ремек дело. Браче, дел од луѓето што се там што ги гледам, брат, тие се кај мене и по пораки. Никој не ќе, браче, на Стар Атлас да купи по едно бродче, да стае еден шер, да каже нешто добро за Стар Атлас, брат. А се геймери, кај Мандар се претежно геймери унатре, брат. Че народот сака да биде виден, да донира, да пишува глупости по чатовите, разбираш ли? Еве, ја му пишав секој чест, девојката стварно многу кул фаца, смее се, јас се надевам дека Мандар ќе почне да иде и гейминг со женска му и преходната женска геймаше. Се она се нервираше, луѓето ја плука дека не е добра, али кул фаца беше, разбираш. И ова е кул фаца, секој чест. Сакам да бидат срекни и да би ги видел, мило ми е што прават пари. Не дека нешто љубоморам дека покажал женската €500 наприл, ама сакам да ви кажам, луѓе што се таму членови, нема ги бе браче да испромовираат таа Стар Атлас да почнат да играат подсачина. Треба ја да доам и да платам, замисли си, за да играат игра што е надежна, брат. Што да ви кажам? Тоа ми е целта. Таа академија не може да се изфантазирате какви информации ќе има. Таа академија нема да биде ја да ви кажувам коини, токени, вие да станете милиардери. Таа академија ќе ви учи стрпливост, ќе ви учи без ризик нема профит, ќе ви учи како да познаете што се измамници, ќе ви покаже кога сте сентиментални, дека вие уопште треба да не сте членови, има денови кога вие ќе закасате за пари, ќе ви се случи нешто, тај канал ќе ви се појави и од сентиментално такво ќе ве навлече да идете там. Мојот такво, мојата академија ќе е невидена академија до сега. Значи да го пренесем искуството. Оти сум забележал дека ако ти физички, на пример луѓето што се тука околу мене, физички се сите со јаки портфолија. Дури и самите више нааѓат такво. Од ја правам аналитика и анализа на работите. Значи луѓето што се околу мене, гледа, чека да видам, не дај Боже да не се снима. Добра. Значи луѓето што се околу мене, чекај брат. Да вртово, луѓето што се околу мене, луѓе физички имат многу јаки портфолија и многу кажи го после како да ви кажам, повише знаат како да ископат информации и се, па оти сме ностоп тука, нели, правиме барбекю и пива, вино, значи не ми ги гледат каналите, разбираш ли? Значи повише физички имат поеки портфолија, отколку, да речеме, 99% имат многу слаби портфолија, кај мене што се онлайн, одат кај оние другите. А ќе има 5-6 души милионери од мојата криптореволуција од групата, да се надевам дека ќе излезат јавно да покажат. Ама што ќе частат, брат, не пари. Што се ветиле? Јака скара, братче. Јас сум за добра скара. Не ми треба ни пури, не ми треба ни облика, ни ништо, брат. Скара, братче. Традиционална македонска скара. Беше и кафе, ама више не пијам кафе. Значи, одеме и на пиво. Може чај. Разбираш, значи групата ќе биде, ово кажи го, академијата ќе биде. Прво ќе видиме колку сме луѓе, разбираш ли, да се види што е, како е, и да не е некои луди суми, да е достапни суми за Македонија и истите суми да може, зависно кој месец ја ќе си дома Македонија, да се на тај бул маркет да се направат, да си ги врнат парите, а да научат многу повеќе другари. Значи тоа е мојата цела со таа крипто академија. Пишете упораки, значи колку луѓе сте, кажи го, колку луѓе сте заинтересирани. Пишете, например, и упорака колку би можеле да дадете на месец или на година и ја да направам аналитика, разбираш ли? И тие пари треба да направам ја аналитика. Приоритет ми е да
се врнат, а другото е да се тргнат македонците више од тие само раснат, брат, канали. Тие само раснат канали. Никој од вас, брат, што сте групата, не сте споделиле ниту групата, нити в вебсајту, да не бидете себични, другари. Иако тие луѓе са ви сгрешили, и роднини, и пријатели, и другари, и пари ви дужат, и сеживо, луѓе, правете добро, ќе ви се врне. Правете добро. Утре кога ќе ги направат пари, ќе ви ги врнат парите. Разбираш? Нема толку и да ве плукат. Значи една негативна енергија ќе ви падне од рамото. Луѓе, правете добро, со добро ќе се врне. Луѓе што дават информации, нема да верувате, и тај што сте се тепали карале, утре и тај ќе дојде ќе ви даде информации кои ќе има профит. Така да академијата ќе биде на база да се описменат луѓето. Ја 12 години зборам дигитално неписмени луѓе. И сите ми викат, брата, зашо ги врегаш македонците? Че па еве луѓе, ние продолжуваме истиот момент. Брата ме не цнав тука заглавив. Брата бе поминале 3 дена, он има проблем. Ја не може да му видам пораката, ми вика што да направам. Customer support, бе, бро. Customer support. Че ја замисли на дено на 100 луѓе ми пишат, брат, што да направам. Братче, ќе дојдете у Криптоакадемијата и треба да учите физички. Не ја бива дигитално, брат. Не ја бива. И да му викаш, ај нацни тука, тај се плаше да натисне. Че верувате ли, на луѓето и треба физичко присуство да добие храброст да натисне, ама знаете ли зашо? Затоа што он толку многу изгорен по тие другите канали, он го е стра, брат, и на каналот што му е бесплатно и што фала на сите пораки што ми ги пиша. Еве сега за сега повеќе жени има пријавено. Замислете се за Криптоакадемијата. Жени има повеќе пријавено. И фала на две од жените што ми дадеа информации дека некои канали имат, нели, луди наплати за крипто, а други имат од надвор, мислам од Балканот, дека имат исто луди поборувања на месечно и на овакво ниво, и дека жените се заинтересирани да научат нешто. Што да ви кажам? Значи имат жени соберено и пари за крипто да инвестират и се, еве не можат да дојдат до добри информации. Не можат, брат, сите луѓе да седат да читат и да имат и работа. Ама се си вика, еве бесплатни се информациите, која е психологијата? Утре ќе видам, просек ми ги гледате видеото ми ги гледат, кажи го, че пирам водичка. И денеска не се прозевам. Да, брат, сега, брат. Зашто ова кај ми прави ово чудо? Леле, дека натиснав не беше тук. Еве. Значи, просек, Analytics ли, дека беше? Еве. И за 28 дена, јас сум направил $9. Брат, што не снимаш видео. Така ли? Видеото го гледале average view 9 минути. Видеото е сигурно повеќе од 30 минути. 6 минути, 3 минути, 11 минути. 6 минути, 7 минути, 1 минута, ово е 17 минути интервјуто со доктор Горан. 17 минути се гледале легендарното интервју од 2 сата. И после ми вика криптомилионер дека сум станал 5 минути. И после ми вика, абе брат, ништо не разбрав. И како бе брат ќе разбереш кога видеото е 2 сата, а ти немаш време да го изгледаш, бе брат. Ама ја кога ќе гледам 2 сата? Гледај денеска 30 минути, утре 30 минути, други ден 30 минути, трети ден 30 минути. Ово видео, другари, е многу јака работа, брат. Ово видео кај него го имат гледано 30.000 луѓе на Инстаграм. Ово луѓе промени животи у Македонија. Животи кои што ден денеска не се ми пишале добар ли си, жив ли си, здрав ли си. 30.000 луѓе поради тоа видео имат поголемиот дел, 90% имат улезено на Binance да направат профили. Другари, кога повеќе од вас поема нема што е крипто. Луѓе у Македонија имат 200.000 луѓе имат Binance профил. Јас сум сигурен дека 80% се поради мене, а другите 20% се заради тоа што оние што се биле кај мене се направиле канали и шират, што тоа е позитивно. Ама многу луѓе почнаа да наплаќат. Значи јас се мачам чуда, $4.500 лаптоп сум купил
не е за баба ми Калина, Бог да ја прости, брат. За вас съм го купил, да се снима, да се наде. 3 години ми пријавуват канало, блокираме го канало, ослабна ми лаптопо, ослабна ми едната камерата изчуре, америчка работа 2 години трајноста. И другото, луѓето, братче, на YouTube канало, ја имам 2173 сабскрайбера, бесплатен канал. Другите на плаќат имат 6000, 10.000. Ја ли сум ненормален или вие сте ненормални? Еве, 2000 прегледи, ама поделено. Watch time 267. Estimate $9 за 28 дена. Значи лупај Даниелчо, седи пред мониторот, филозофирај, македончето нека иде ке тие што му наплаќат, па и му и стават и кажи го, стават и како се вика, стават и линкови, па ги хакнат, па ги соберат парите, разбираш ли? И ајде идеме кај Даниел да кукаме, така ли? 2 сати и 16 минути. Народот го мрзе да ги гледа. Ово е легендарно видео, човек. Ово е, новинари ми имат пишено, брат, шо ово? Новинари. Викат, брат, која аналитика, која анализа, брат, шо направи ти, брат? Ово видео има убедено луѓе, 25.000 луѓе у инстант да идат да видат шо е Binance, шо е Ethereum. Луѓе, ние 200.000 македонци беа улезеле да видат на Google шо е Ethereum. Че ние ја у едно видео, тоа сигурно ми избришено, че 200.000 македонци даваше на мапата дека за тај месец ли не знам кој беше, Google го држи рекордо од луѓе колку се улезеле да видат, брат. Ја не знам тие треба да ми пратат некои тие статистики уште може ли да се пратат. Некој ми го беше пратил. 200.000 македонци беа улезеле после овој чудо. 200.000, брат. Да видат што е Ethereum. Замислете си, не ги интересира што толку биткоин и крадана. За Ethereum се фанаа. Зашо ја бев кажал там за копање мопање. Знаев дека ќе го направат тоа што не треба да го направат. И после изнакупија машини, изгубија пари, земаа кредити, ден денеска ги враќа тие кредити. Има у Македонија луѓе, една бројка од 30-40.000 луѓе што си имале машини, брат, из цела Македонија и сите се иделе у загуба. Сите. Има една мала бројка што се профитирале, ај што се продаделе машинице за крале дуги, имаше и тепачки, и проблеми, и тужби, и судење и се. Молеме да не ги објавувам. Ја и викам, луѓе, не купувајте. Не купувајте машини, луѓе, купете си Ethereum. Да ме послуша, ама нема кој да гледа тие видеа, бе, брат. Нема кој да ги гледа тие видеа, брат. За тоа, луѓе, треба си, оние убаво знаат, брат, направиле канали на Instagram и се, наплаќат и на YouTube и на се, ама проблемот е кај нив шо наплаќат многу, братче, филозофија, шиткоини и глупости, брат. Брат, да не се учат македонците на шиткоини, да не се учат македонците на ризик проен 90%, да купиш, замисли си, брат, таво, некој трон имаше еден, портфолиото 90% трон. Тој е комар, да, може ке експлодира и Трамп му прости обвинението и се, ама 90% от трон. Без разлика ти милионер утре дали станеш. Тоа е погрешно, бе, брат. 90% Solana купил. 90% и 98% Ripple. Да, ки иде и на $10, може и на $15 да отиде Ripple, и на $20 може да отиде. Ама другари, ви милионери може да стане. За 20, сигурно съм дека за $20,000 ако се купи Ripple, ки иде $10, сигурно ќе направите $1 милион. Сега лупам дали е толку. Или $20,000 купиш, отиде да речеме $20, 2 милиона. Лупам, не знам дали е толку. Значи, добро, да го пресметам, колку е Ripple е $2 колку? Да речеме за $20,000, така ли? Делено на $2.18. Колку купуваш? 9.000, по $10. Шо сметам ја, бе? Нема шанси, брат, овај модерн инвестор видеото, колку кажа Ripple дека за $20,000? Чекај, бе, ти колку ќе стане Ripple, бе? Чекај, бе, брат, не бе, чекај. 20.000 делено на колку беше, на 2.18 е 9.000 по $50 ли ќе стане? What the fuck? Што е лут модерн инвестор? Тај мисли дека Ripple ќе стане $50 у Viable Market ли? Значи за $20,000. Не бе, шо збора тај, бе? $100 да стане Ripple, бе?
Мале, немаш шанси, брат, тој е многу, брат. Колков маркет кап е тој, шо му на овај човек? Треба да му го догледам видеото, нешто не сум разбрал. Да пишуваше $20,000 ако купите Ripple, ќе направите $2,5 милиона. What the fuck? Немам шанси, нешто не сум прочитал. До $10 еве ките. Значи паметен инвеститор, 50%, може и 70% ќе продаде на $50. Јапо на $50, на $10. А другото ако отиде $15, 20, да, одете ги на другите. И да промашите другите проценти, да речем 80% го продавате на $10. Правите луди пари на Ripple, другите лита $15 продавате уште 10%, лита $20 продавате ги другите, разбирате ли, проценти. И да не ги продаете, више гледајте да профитирате, што е финтата. Абе Ripple нема да пропадне толку брзо, разбираш. И ако некој кој беше преска пратил ново судење и мало нешто не го прочитав. Банкарскиот картел, да, ама што правите? 30% биткоин, 30% Ethereum, 30% Cardano, 10% Ripple. Разбирате ли? А не оние ставил лажале го там на во, ставил Ripple 90%, ама ке мене дреме, дај да се јам, ке те частам, дај да се јам, да го убедиш за од моја уста да слушне упорака приватна, voice, дури не text message, voice, да слушне дека Ripple нема да пропадне. Другари, значи вие одете на другите канали, пумпат ви главата, одите 90% у којни, ама чеке Даниелчо и Славчо, нивки ги масираме и Бојан понапред. Бојан добро се откажа да му пукна филму, му го плукаа после. Ајма чеке ги питаме нив за овакво. Кажи го за ние да ве направиме сигурни да бидете. Јас си извирал кафето до Рудри, 4:13 другари. Еве ја, чекајте, мале јас 30 минути ќе беше видеото. Мале 5-6 минути. Еве да видиме колку ќе го гледат. Еве ќе пишем наслов Крипто Академија. Ќе видите дека па истиот момент ќе биде 3 минути, 5 минути, 6 минути. Ај може да ќе ставам Крипто Академија наслов да биде филозофијата. Другари, многу јака работа. Ќе биде во многу јак проект, треба заедно да го направиме. Да не филозофирам више, еве колку е скоро 1 сат. Тие што ќе го гледате, тие што ќе бидете у првите еве тројца што се тројца или петучи колку беа што се надеа. Принт скрин сам направил, ќе имате попуст. Дефинитивно. Првите што ќе се пријават, ќе видиме 10 ли ќе, 20 ли ќе луѓе, 30 ли ќе видиме, ќе има попуст дефинитивно. Ама нема да бидат некои луди суми. Тоа ве го витувам. Нема да бидат луди суми. Ќе го измислиме како ќе биде концепто и тржете луѓе и за луѓе што ќе се донесат ќе има некој концепт амерички за попуст преку вас што се. Значи со сигурност нема тие луѓе да гледаме да ги откараме у загуба. Треба да се изграде јако портфолио, треба да се изграде стабилен карактер дека да не се плашат и дека тај ризик може да го направат у профит. Тај ризик, луѓе, кафе, цигари, алкохол и кафана. И вие не ги трошите, ама у мојата академија ќе дојдете, ќе купите, ќе ви се каже што да направите и вие ќе имате профит и тоа загуба ли? Че како може да е загуба? Што е здравие, профит? Да не ја филозофирам да не надмираме на сад. Чао и да видиме најверојатно до краја на јули треба да си дојдем. Не верувам да е август, до краја на јули валјда ќе си дојдам. Најкасно па може да е до краја на август, ќе видиме. Значи, престанете да плаќате пари на крипто там инсайдерски информации мале, на клик-клак, леле македонски се го забравив, не на инсайдерски информации, леле мозокот ми блокира, спие ми се, ќе ви кажале сигнал, даве, ќе подадел сигнал кога да продавате луѓе, Господ да ви е на помош. И чекајте. Поздрав и чао.